Се враќаме во студиото, како што најавивме, наш гостин е господинот Борис Начков, поранешен технички директор во Водовод и канализација. Господинот Начков зборува во јавноста од време на време за состојбата на водоводот, за состојбата на водата за пиење. Прв пат е во студио 10, па така господине Начков, добре дојавте во студио 10. Благодарам на поканата, поздрав до гледачите и на господинот Ризвановиќ со екипата што ја уредува емисијава. Господин Начков, кога зборуваме за Скопскиот водовод, за водата за пиење, еве како еден вовед во разговорот ќе зборуваме за многу детали, но еве како едно генерално прашање, безбедна ли е водата што ја пиеме? Дали е во смисла дали е чиста, дали е исправна, дали можеме да ја пиеме? Значи, водата од изворот Раче и бунарското подрачје е безбедна, водовод и канализација има добро акредитирана лабораторија, се испитува секојдневно од околу 40 места, се испитува и сирова вода и после на 40 потрошачки места. Меѓутоа, поред нашата вода ја испитуваат и Центарот за јавно здравје и тој дека и инспекцијските органи и тука сме добри сега за сега. Добро, тоа не беше важно за да почнеме со разговорот, но секако заштитата на водата во Скопје има доста предизвици, ќе зборуваме за нив, има опасности, има ризици, има стратешко планирање и ние сега ќе зборуваме за тоа како институциите тоа го прават и дали го прават. Освен Рашче, не имаме во Скопје и бунари, за тоа се бунари на потекот Нерези Лепенец. Ќе ни објасните вие малку повеќе што се тие бунари, што значат и ќе зборуваме за тоа за информациите за опасноста од загадување на тие бунари. Значи, јас на почетокот би сакал да кажам. Јас сум човек од градежен од хидроструката, во пензија од 2017. Ама чувствувам морална обврска на полето на водата, општо и за Македонија, меѓутоа посебно за Скопје, да зборам, без разлика кој е на општинска власт, градска власт и централна власт. Тоа не ме интересира. Морална обврска затоа што водата е основна животна супстанца, вода, воздух и почва, да ја чуваме, заштитиме, од ќе пијат и нашите деца и внуци и да оставиме во исправна состојба на идните генерации. Значи, водоводниот систем на Скопје, јас кога бев директор, да кажеме, генералниот директор беше хидроинженер, техничкиот хидроинженер, заменикот хидроинженер и уште ние 5-6 луѓе све хидроинженери. Овие нови времења со вадење на дипломи менаџерски дојдоа да ситуацијата се влошува и на тоа поле треба да се превземе многу. Се ставаат кадри кои не се стручни за тоа поле во сите институции на сите нивоа. Од централна па надоле. Рашче, прва каптажа е 37 година градана. 64 година е почната, 68 завршена водоснабдувањето и цевоводот по Партизанска. ОУП-то од 64 година, бидејќи 63 беше земјата, го има изработено експерти од Обединетите нации. Значи врвни експерти кои постојал свет. Еден наш директор на Комуналец, Огњанов, беше исто експерт од хидрообласта и беше ангажиран од Обединетите нации и идеше во помош во Мароко, во Тунис, во ова. На ова животна супстанца која живот значи, мора да ја дадеме повеќе значење. Димензионирање на цевовите. Цевовите се по 2 по 1600, еден за градот, друг за Раче, збориме за железара, се правени и има предвидување. 85 година да биде водоснабдителната норма 400, во 90 година да биде 400, во 2000 година да биде 500. Зашто? Затоа што некој добро ја процил миграцијата. Скопје тогаш броело 250.000, сега брои 500, а од 2000 година е предвидено 500. Сега сме 550, а водоснабдуваме 600. Така да, ако не се квалитетно димензионирани тие цевоводи и после развој на целата мрежа, како ќе стаса водата до Водно, како ќе отиде до Сопиште, како ќе отиде до Зелениково, како ќе отиде.
Сакате да кажете дека тие цевки кои се тогаш димензионирани се добро димензионирани. Да. И затоа гледате колку згради се градат низ Скопје, нема проблеми. Скопјани не знаат што значи да не се нема вода. Јас потекнам од Свети Николе и знам што значи да се нема вода. И затоа треба да му обрнеме ви ќе ви кажам. Во нивата, на последна петка кај аеродром, 52 згради. Во Реонски центар 30-тина. Джеваир Холден, Гоце Делчев 30-тина. Во бараките во Стар аеродром 52 згради. Да не збориме за центар, за Карпош и за ова. Системот треба да се... Ико имаше процес на приватизација и е добро постапено, господинот Петар Бочваров, наш бивши генерален директор, до Уставниот суд поднесе и тоа се поништи, реагиравме и ние што можевме да реагираме и така е спасена, ке имавме уште еден бомбона бизнис. Ама треба значењето и заштитата да му обрнеме посебно внимание. Ајде да зборуваме за тоа. Значи, значењето, заштитата, планирањето, стратегискиот развој. Значи, зборувавме за бунарите Нерез и Лепенец. Кои се проблемите или предизвиците, ајде да речеме, со овие бунари, што значат тие? Значи, вака сејат. 64-та година се изградили 4 те бунари Нерезе, тоа е кај стара телевизија или Телма од завршетокот на Елинденска, а од другата страна, на спојот меѓу Вардар и Лепец, 92 година сме изградили ние лично 3 бунари по 230 литри во секунда издашност и вкупно даваат цвите 1420. Исто треба да го чуваме како очите. Гледаш дека секој дневно некој талент донесел згура од отпадни материи од акумулатори во Орман, а тоа е во заштитна зона, транспорт, па сега да се изчисте. Сега те овакви дупови, онакви дупови во ова, тоа е незамисливо. Неодговорен однос кон она што го имаме. Таа да речеме преработка на остатоци од акумулатори во Орман, таа може да ги заштити, да ги загрози овие бунари во Нерез и Лепенец? Таа е во заштитна зона, значи може да ги загрози. Да, може да ги загрози, тоа е многу опасно. Меѓутоа, ние сме направиле, како водовод сме инициирале експертиза. 2017 година, последно, градот прави експертиза за ревидира експертиза за заштитното подрачје на Нерез и Лепенец, ја изработуваат стручни ГИМ, таму има еден доктор на науки Златко Елиовски, тој има учествувано и во националната стратегија за води на Македонија, човекот е експерт за таа област, и од 2017 година има измени во законот за носење на одлуки, е предадена во владата. Имам пријател кој на 2 пати е подготвена и некаде во секторот за прописи и ова стои, замислите, од 2017, така и сме сега, да не се донесе одлука. А во експертизата пишува што е прва, што е поширока, што е... Што е најургентно, да речеме, во таа експертиза, што треба да се донесе, а што не е донесено? Значи, треба, во експертизата е најбројена, некој треба да ја даде само правна форма, некој треба да даде правна форма врз основа на член тој и тој, се донесе и тие си да го препише од експертизата и али постои стара. Треба да се почитува. Што е сега, да кажеме, во новата кажано? Во новата е кажано да не се градат стопански објекти и надоре темелењето и бушењето може да иде до 7 метра, а тоа се 2 нивоа. Што значи оној што е проектант, урбанисти, ако ја почитува експертизата, водовод го има тоа напишено добро како што треба, сум проверил јас колегите од водовод, не смее да иде надоле. Зошто? Затоа што ти да правиш 17 катница,
ти треба надоле да бушиш, да кажеме, за да то се со армирано бетонски шипови. На Джеваир Холдин армирано бетонските шипови надоле се 120 метра. Значи овој ќе одиде директно во воден. Тоа е недопустиво. Значи паркирањето може да биде до 2 ниво и околу со обезбедено паркирање. Значи вака ако ве разбирам добро, според таа студија не сме да се буши во земја повеќе од 7 метри воопшто во Скопје, никаде? Да се гради повеќе од, да. Во длабочина. Не во Скопје. Во заштитната зона. Во заштитна зона, да. Во заштитната. А ова е веднаш до бунарите во Лепенец и не може. И сега ние, кој сака нека виде, значи тие проектанти, ова не го почитува тоа, затоа што ќе си го нарушиме водоснабдувањето сите. Тоа се дава квалитетна вода, која само се хлорира и убацува во системот на... И сега да кажеме, од пробиштип некој ношил оловни отпади и овде, ако работат институциите, за недела дена требаше да знае име и презиме, кој е тој, кривична пријава и одма затвор. Се игра со основната сустанца. Градоначалникот и градската инспекција, тоа мора да го знаат и да реагираат. Кога зборуваме за Рашче, таму е најголема закана онаа депонија со 6-валентен хром кај Југохром, бидејќи кај Југохром, еве за гледачите да објасниме, кај Југохром Јегуновце, во близина е направена пречистителна станица за изворот Рашче, каде што треба да се спречи загадување на изворот, но таму во близина имаме една депонија која се уште представува најголема закана за загадување. И сега прашање е кое со вас го разговараме, дали таа пречистителна станица кај Југохром функционира? Значи, стручните луѓе од водовод и канализација во тоа време, ценејќи се и следејќи си ја струката и знаејќи што може да се случи, ние сме ја пратили анализа во Америка, во Франција, во Марибор. И од таму ни е говорено дека такво пречистување и таква технологија сега нема и е невозможно, ама и некој ако дојде, тоа е неиздржливо финансиски. Во Стопанската комора на тогашен Југохром имаше еден русин ми текнува роба шјапко. Абе ние не можеше да придеме до ова. Сме се избориле и се направи, се прекина производството, одамна не работи овој дел од ова, сега и цел Југохром не работи. И е направена пречистица. Ми текнува дека тогашен министер беше Лепавцов, се пушти и ова. Бидејќи сега цел Југохром е не постои, обврска има Министерството за животна средина да го експлоатира. Зошто? Затоа што и по приврање на дождови се обцедува шестовалетиот храм кој е опасен и ќе влезе во подземните води на Жеден. И тоа треба да работи, да се пречисти и да се изфрли чиста во Вардар. Сумњам, ама 90% сум сигурен дека талентите од животна средина дојдо тешките времиња за струјата, за да заштитат струја, ја исклучуват. И кидам лично и да го проверам тоа сега. За да заштитат струја, не сваќајќи дека може да му нанесат катастрофа на Скопје. И бидејќи во таложниците доле шестовалетиот хром се таложи, делот, и ако водата се пречиста, со цистерни ја црпат, и меѓу депонијата и Жеден ископале дупка, тоа го има во сајтовите, ископале дупка 10-20 квадрат и таму го таложуват. Тоа е, значи, незнаење никакво. Тоа е така опасност, така? Не опасност, да ја однесат низводно, па да ја испуштат и во реката. Ке дојде поголема количина, ќе однесе. Овде го онудуваш да оно директно стои и полека продира во водата. Тоа не смее да се случи, и затоа што нема одговорност во институциите. Пречистителната станица кај Југохром, значи ја менеджира Министерството за животна средина. Да. Таа е одговорно за таа. Добро, еве, тоа е еден повод и ние да провериме дали функционира. Друга опасност за Рашче е се информации дека над Рашче е направена мини хидроцентрала и тоа на Диво.
Дали вие знаете нешто повеќе за тоа? Знам нешто, ја веќе кажа. Значи, министерката ја слушав за ова, не е логично, вика, во министерството да ние стопанисуваме со пречистителна станица. Се слага. И јас ки го предложам одма решението. Целосно трошоците ќе ги презема министерството, ќе ги финансира. Вработени, идење, струји, хемикали. Ќе ги префрли на водовод, ама трошоците министерството иде, затоа што 600.000 се водоснабдеват. Поред градот Скопје до Сарај што е, тука тие Јегуновце, Желино, ова заштитните зони. Ако почнеме да дискутираме за заштитните зони на кај Тетовото и има барано, сум проверил во институција за изградба на мини хидроцентрала до Жеден, планината Жеден, кај што водата се акумулира, некој на диво има направено хидроцентрала. Се дига нивото и таа може да нафлезе површинските води во изворот Раче. Недопустиво. Не смее да се дозволи. Кој сака нека види. Сејат во планината Жеден има документација, ќе се прогласи ваму заштитено паќе под планината Жеден треба да биде прогласено за заштитено подрачје, да ги иницира градот, министерството да преземе, да се прогласи состојбата постојна што е на планината Жеден треба да биде. Никој нема право да дава, да експлоатира варовници, да минира, да чува стоки и ова. Меѓутоа, нажалост, недоволната одговорност и стручност во надлежните институции не се добри. Да. Мене не ми е јасно како може па да се направи на диво мини хидроцентрала, исто така. Знам дека кај нас се е можно, дека сите е можно и парадоксално како да направиш мини хидроцентрала на диво, навистина е зачудувачки. Ајде да речеме, бидејќи после со таа струја што треба да ја продава некаде таа струја, како прави договори со некого? Сега, Како тоа понатаму ние се чудиме дека били сега, ако почнеме да дискутираме на диво, и теми се прават згради и на диво, и што не се прави на диво. Да. Значи ние кога И предлагам вие како екипа, повикајте ми мене, ќе отидеме заедно да го провериме. Да, кажав дека тоа е навистина предизвик да се провери. 2008 година е донесен законот за води, националната стратегија која ја спомнавте 2011 до 2041 е направена да трае. Што предвидува таа национална стратегија? Што сме направили ние од таа национална стратегија и што треба да направиме? Значи, сега, јас сум учесник во многу закони. Законот за водоснабдување и одведување на урбан. Во цела Југославија тие беа регулирани со одлуки на секој град. Така беше и во Скопје. Ние сме се извориле од водовод, направен е закон. Што е давателно, што е корисник, до каде на кој, како што е, како се градат, како се одржуваат, како се 2000 и Законот за води, службен вестник број 87 од 2008 е донесен согласно сите европски директиви, изврсен и од тогаш навака има негови измени. Изврсен закон, пишува одлично, меѓутоа примената од прашање. Во него знае што вика. Во член 5, точка 10, вика вака: начелото на информирање на јавноста. То се мисли. И затоа вие треба ова тема да ја држите, да каните и други гости, да не. Начално информирате, затоа што работи за основната животна средства. Средствата да бидат информирани, а посебно стручните луѓе кои носат одлуки. Тоа се советниците во општините, советниците во градот, пратениците и ова. Тоа е ова што зборувате еве. Јавноста треба да има пристап до сите информации кои се однесуваат на состојбата со водите, управување со водите, а особено до информации кои се потребни за нејзино учество во постапка за донесување на одлуки кои се однесуваат на управување со водите. Тачно. Еве тоа јас го знам вака, тоа е, да кажеме, и ние кога се работи за јавен сектор, за водата, за транспортот, за ова, има пропишано, владата има обврска или општината или градот да го огласи во службен гласник, службен вестник, кој сака да организира обавезно расправа јавна и стручна и забелешките да ги вгради да ги. Јас сум учесник и
Еве се ти кажам, еве ја националната стратегија за води. 2011 до 2041. И во неа се вели, тој член за информирање, има и други да ти кажам. Овој развоен документ го имаат изработена словенците, со дел наши експерти. Словенците се одговорни, стручни и честни луѓе. И во неа го вика тоа начело и знаеш што пише во заклучоците, ќе молам да ги прочиташ. Во заклучоците вика. Тоа се од Националната стратегија за води зборуваме? Да, види, во неа вели Еве ги. Само да видиме. Сега бидејќи. Ајде, Каде се заклучоците на крај? да крај. Ова се, значи, заклучок. Да, другата страна, горе. Да. Десно и знаете зашо вика, не се замаре, јас ќе го кажам. Да. Има повеќе, да. За управување со водите, стручното ниво на национално, општинско и сите нивоа е слабо. Ако ова е констатирано во 2011 година, ако тогаш било слабо, сега е 0-0. Зошто, господине Начков, сега зборуваме за кадрите, така? За? За кадрите кои се поставуваат, Да. кои управуваат. И сакам уште малку за националната стратегија. Во националната стратегија е набројано, и јас ќе ги кажам. Управувањето со водите е поделено во 6 министерства. Министерството за животна средина, заштита, Министерството за земјоделие, наводнување, Министерството за економија, енергетика и вода за индустрија, Министерството за наука, хидробиолошкиот минимум во Охрид, Хидрометеоролошки завод и во земјоделие и ова што е во здравството, што е нормално. Значи, не може. Ако за едно дете се грижат 6 татковци, детето ќе биде без патики. И идејата е, и мојата заложба била да се направи сето тоа да се префрли. Ако има 1-2 кадри во земјоделие, во транспорт и врски се водовод и канализација, да се префрлат на едно место. Сите тие стручни луѓе ќе представуваат кадровски потенцијал кој што стручно ќе ја терат. Каде би се ставиле? Во животна средина е најлогично. А она што е просторно планирање од животна средина, бидејќи го прават архитекти, градежници, собрајки, треба да се оти во транспорт и врски, а водоводите и канализацијите да отидат во животна. Значи, се што е за водите на едно место за сите дејности. Во една институција. Во една институција, дека во институцијата може да има национална агенција за води, стручно, компетентно и ќе имаш повеќе луѓе. Вака тоа расцепкано на повеќе не ја бива. И то треба да се направи поткитно. Овој процес за да бидат во живот и Се извинам, такво нешто се предвидува ли во стратегијата или не? Се пишува за концентрирање на кадровскиот потенцијал и ова и надлежноте на институциите. И ова работа почна и луѓето од управата за водостопанство при земјоделие, каде јас имам работено во општина, затоа сум компетентен за работа во општина, во СИЗА станување уредување, директор на водостопанство, 6 месеци во Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство, во управата за водостопанство и 30 години во водовод. Значи, сите овие кадри, и почна луѓето од земјоделие, од управата за водостопанство, се префрлија во животна средина. Министерот Абдула Садики, командант Вентили, вика, док сам ја овде, вајда вода из министарства не могу да изжи. Тој е експерт за затварање на вентили. И затоа сме тука кај што сме. Без разлика кој е. Не може така. Кога зборуваме за кадровски решенија, еве, за водите, еве да речеме за водовод и канализација, но и за други институции, се чини дека многу често се ставаат партиски решенија, еве и самиот спомнувате, а се работи за ресурс кој е толку важен, значи прво, значи живот, знаеме, свесни сме за тоа.
Свесни сме дека значењето на водите полека се издига и на светско, на глобално ниво, дека водата во иднина ќе биде поважна од нафтата, дека тоа го предедуваат и врвни светски институти, дека идните војни во светот ќе бидат војни за вода, дека тоа ќе биде главниот ресурс, а ние се однесуваме како кон нешто што е споредна работа, ајде да речеме. Таму ставаме некакви партиски решенија кои треба да само да спроведуваат одлуки кои се поврзани со тендери, со пари и така натаму. Тоа таму нек си екзистира додека не прави проблем нешто, додека не се спомнува добро си е. Стратегијата која ја кажувате вие воопшто не се ни зема во предвид. Зошто е тоа така, господине Начков? Зошто така се однесуваме кон нешто што всушност треба да не биде приоритет? Значи, не е страшно ако се стави човек на партија, сите сме ние со своји определби, меѓутоа јас ако не се слагам за водите и брат ми да биде, ќе добие критиката. И сега јавно кажувам, ако не, се подпише... Само да појаснам, кога го спомнуваме терминот партиски решенија, најчесто тоа е поврзано и со нестручност. Инаку, како што вие велите, ако е некој стручен, нека е член на партија. Секој нормална работа тоа. Не е тоа да биде компетентен и лошо само по стручен себе. за дејноста. Ако е партиски човек. Значи, зборуваме за нестручни луѓе, да, тоа зборуваме. На жалост, целото општество и сите институции ни се јанати со нестручни и некомпетентни луѓе во дејностите со купени дипломи, затоа што во Скопје, во Македонија има 28 државни универзитети и 5 државни, 28 приватни. Тие грото служат за штанцање на дипломи со пари, со исклучоци на овие другите. Да, но прашањето тука е за стратегијата на властите, на сите власти. Значи, зошто е таква стратегијата? Зошто водите ги сметаат стратегијата за водите за нешто споредно? Тоа е прашањето. На жалост, во институциите го најана јавниот сектор луѓето, да сите нивоа довеѓат луѓе што не знаат дека постојат овие развојни документи. Еве, јас ќе набројам само некој. Водостопанска основа на Република Македонија, изработена 76 година. Водостопанска интегрален развој на сливот на река Вардар. 200 страни овие документи што ги представуваат. И тоа се скратени верзии. Од ово има по тон документи, не знаат ни дека постојат. Интегралниот развој на сливот на реката Вардар го има изработено Обединетите нации во 78 година како помош на барање на владите на Македонија и на Грција. Сите брани што викаме Козјак, Чебрен, Галиште се предвидени, имало истраги, надлежни во институциите не знаат ни дека постојат, а камоли да работат. Јас се ова што зборам го имам скенирано, не само јас, да знаат и колегите. Мислите на вистина дека во институциите воопшто не знаат за овие документи? Не знаат. Ставени се партиски луѓе и не знаат дека постојат. И сите документи сум ги скенирал и има кадровски потенцијал во водовод, затоа што јас сум учел од неткото претходно, они учеле од нас, ама треба да се изборат сега, да се стават стручни луѓе, па да научат за 5-6 години ќе отидат они у пензија и така да биде континуитетот. Европски, зошто србите прават пруги, автопатишта, се чудиме ми. 2006 година. Европските директиви за водата. Има дел и за информирањето, како важен сегмент. Милијана Киевски, кој го шетаа секој ден по судови. Дошол, не знам на кој начин, ги поделил и се околу 200 страни се за водите, ги превеле значи они на српски, на нас директорите ни ги подели. Сите, читајте и да работите како треба. Не знаат, сите знаеме дека постојат европски. Овие се ставени на купче на едно место. Кога зборуваме, ајде да се вратиме малку на крај на емисијата за безбедност на водата за пиење во Скопје, има уште едно прашање кое се спомнуваше од време на време, тоа дали цевките се безбедни во водата, дали цевките, водата која се транспортирани из цевките, дали се спомнуваше дека може би спуштаат олово, стари цевки, се распаѓаат, така натаму. Дали тоа може да ја контаминира водата? Значи,
за среќа и стручност на компетентните луѓе во водовод, 64% од цевките се дуктилни. Тоа во тоа време било во квалитет број 1. И замислите, во бивша Југославија оваква технологија и вакви цевки не се производе. Имаше после тоа во Зеница, па по распадот го преземеа србите, ама не се покажа каде. Така да цевките се квалитетни и има околу 7% азбецемени, 77 километри. Имам книга, велики водни системи, ми ја предал со посвета директор на Белградски водовод. Меѓутоа јас сум бил и Белград, и Загреб, и Виена, и Братислава, и направил книга за системот, за Виена, за Москва, за Вашингтон, за Филаделфија. Сум ја скенирал, сподели. Зашто? Може да се сподели колку водоснабдева, колку се водоснабдева, колку е производството, колку се загубите, колку се цевките во проценти. Цевките се безбедни и се дига прашина околу азбецемент. Азбецементот како материјал е опасен во погоните кај што се произведуваат крововите, цевките. Залиен со цементно млеко не е опасен, треба повнимателно кога се прави дефектот и тоа се дига пани. За ова има документ о Републичкиот завод за здравствена заштита преведен на ова насоки за квалитет на водата. И со нивните и дотогашни истражувања нема бојазност и ова. Нашиот Републички завод за здравствена заштита на барање на новинари има одговорено во овој стил во кој јас зборам. Да. Добро, второ прашање се загубите на вода, еден од болките на водовод, мислам дека обстојуваат се уште, тие се огромни. Дали тоа влијае врз ефикасноста на предпријатието? Секако дека влијае, меѓутоа еве ќе ви кажам дека загубите во последните 10 години сум работел, анализите сум ги правил јас. И сега вели вака. Основната дефиниција вели вака. Вода внесена во системот и фактурирана. Ама водата се користи за испирање на резервари, за испирање на цевоводи кои има деве, за испирање на канализација, за полевање на зелелнина, за полевање на јавни површини, на патиштата, на плоштадите, за фонтаните, за ова, таа не се наплатува. Што е крив водовод за тоа? Имаме среќа што има вода и ова. И затоа стварните загуби, да речеме, еве ќе заокружам бројка, 40% се фактура, 60%. Меѓутоа, сето ова анализа, која ќе се направи, да ти кажам, останува дека тие загуби, јас ќе крстам корисно употребена вода. Зеленилото е за сите нас, чистење на улиците за сите нас, резервоарите да се перат мора да има. Канализацијата се пере, корисно употребена вода. И сето тоа кога ќе се одвои, водата загубите на водата се околу, да речеме, 32-35%. Нормална загуба на вода, вели дека светската наука и литература е 20%. Значи имаме, ние 30%. Е голема и треба да се работи. Водовод се опремил со специјално возило, значи последен збор на наука и техниката за истражување на земја, кој истражува тоа треба да се активира, да се работи повеќе на тоа поле и тоа. Значи не се стварните загуби како што новинарски пишуваат, затоа што тоа е произведено и оно што се фактурира. Тоа е водовод крив што не се фактурира на паркови и на овие. Да, добро. И за крај, кога зборувавме за емисијата, зборувавме и за тоа, за поставеноста на предвидениот брз рапид систем, БРТ систем во Скопје за транспорт и за опасност од водоводните цевки. Това како е проектиран? Значи това не смее да се дозволи. Тој што ќе го направи тоа и ќе подпише, ќе ја добие првата кривична пријава од мене Борис Начков. Еве зашто. Цевката, двете цевки од Раче имаат коридор заштитен
од цевка 9 метри лево, 9 метри десно. И меѓу цевките 2-3 метра, значи 20 и кусур метра. Идат до надвозникот пред Волково, пред... Таа наставува за железара, ова иде посредно зеленило од Ѓорче до Соборен храм, иде по Свети Климент Охридски, поред Европска куќа, поред Макпетрол, поред Мактертол, излева на 11 октомври и затоа до зградата на Зоило осигурување нема зграда, затоа што цевката поминува тука и цевката поминува тука, иде поред Соброќајна и по Трета Македонска и завршува со Илјадарка до булевар Србија. Ова што е правено дилетантски. Шилегов ангажирал аспекти од Шпанија и еден професор од техничкиот факултет во Битула. Неспорно е, ја не зборам за брзиот транспорт. Меѓутоа, ова локација е зафатена 64-та. Целиот систем е димензиониран и никој нема право да ја наруши. Мислите, има опасност за главната водоводна цевка? Тоа е опасно. Значи, да, голем опасни не смее да се гради таму. Јас ќе поднесам одма уставност и кривична пријава на тој што ќе го. Еве како. Зошто на Партизанска нема ни еден подземен премин? Логично било да има кај универзална, логично да имало на Градежен факултет. Стевче барал мостот Лајко да се прави. Не сме дозволиле ослонување на средине и го димензионирал стручно од крај до крај на ова. Подземен премин има само кај Скопјанка. И затоа, како луѓето, тоа е замислено да иде по третата брза лента, нагоре и навака, двете брзи ленти, ама луѓето треба да се качат од зеленин. Како ќе придат они, бидејќи не може да има подземен премин, како ќе се качат луѓето да дојдат. Сега автобусите идат и од десна страна им е влезот. Бидејќи ова ќе иде вака, значи треба да се прават специјални автобуси, вози средства, кои ќе бидат од левата страна влез и излез, и тоа е, значи постои на автобуси што има што не може да се користат. Има нови решенија. Најновото што го предлагале они, да се качуваат со надземен преминул. Како пензионер ќе го прави тоа? Како човек во инвалидска количка? Имаме кај Битпазар, имаме Влајко. Дали поминал некој, дали се користи тоа? А ова треба да постои бар на 1 километар станица. Недопустливо е, цевката не смее да ја загрози никој и имаме ние добро организиран водоводен систем. При процесот на приватизација имаше една германска фирма Дар, консултантска, вели вака: системот е проектиран, системот е граден, системот е одржуван по сите стандарди. Сега некој дилетантски, кој сака нека биде градоначелник, Шилегов, се знам лично и со татко му, кој сака нека биде, тоа е глупост невидена. Шилегов ја продаде управната зграда на градот и останала во Ќумезарина, била далеко, ја карши владата до водовод. Господин Начков, ви благодарам за ова интервју. Ова нека биде еве како една генерална информација за јавноста, а ние после некое време ќе направиме уште една емисија, ќе видиме до каде сме за ова што зборуваме. Благодарам на поканата. Можда бев малку, а реков ќе бидам така малку, имаме обврска средствата за информирање и стручните луѓе секој во својата област, да према работите делува малку критички, за да се отрезниме, стоем на располагање во секој и ова тема треба да ја држат во јавност сите новинари и сите медиумски куќи. Да, ви благодарам уште еднаш.